Slava ti, Gospodи Isuse Hriste, te sakam, Gospodi Isuse Hriste. Ti blagodaram, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje. Carstvo to njegovo da dojde. Da bide voljata Tvoja, voljata njegova da bide. Zašto carstvo to, silata i slavata se njegovi. Kojak je go razbereš što po brgu, to po dobro, ti veke trgnuvaš kon vraćanje na zaboraveni od odnos tatko na neboto i djete na zemljata. No kako počna se? Vi vjerojatno neko od vas me poznavate na televizija Sonce, oda delot zavetite, ovije svedoštva, kako da rečeme, propovedi pouki od duh, slezeni pod duhot. Snimeni se među 500 i 600 zaveti, no сега zborujem za jedno svedoštvo, da raskažem kako počna se. Da može čovjek nakratko da razbere kako sam došao do Isusa, što se slučilo. Znate, ovije propovedi odati u Australija na 2 radija, odat na jedno Space radio s Aleksandar Santovski. Znači, dosta ljudi gi slušavat, me srekjavat. I to što go sakate što vi se dopadja je duhot na naši od tatko, duhot utešitel. Ako ne vi se dopadja, je se uštevo duhot na ovoj svet. Problem te, da li si spremen da učiš, da se vratiš povtorno da vidiš dete na nebesen tatko. Ako ne vidite kako mali deca, to je veli nema da vlezete od carstva to Božje. Pazite сега, to jedno što se sekjava me дека ima vnatrašno čustvo neizgubenosti, nezadovoljstvo. Koji sam jaz? Zašto sam ovdje? Što se slučava? Ne možem da se snajdam v ovoj padnat svet. Najveke me dopira neiskrenost na ljudето, tije lažat, kradat. Se sekjavam дека mi ja zema domašната tetratka v osnovno odelenje, jedno dete i ja predstavi kako svoja. Jaz ne го кажав, но доживеав внатрес навистина страшен момент. Доаѓаш учителката ми ја зема тетратката. Со денови сум размислувал, зошто постапуваш така? Како луѓето можат да бидат лоши? Што им се случува? Што е тоа што ги тера внатре? Што им недостасува? Видете, тоа е тој момент. Потоа со денови сум размислувал, се сеќавам дека еднашка влегов во еден, ми испрати баба ми продаваше ракија. Значи, моите родителите на мојата мајка се по потекло од Кратово, таа е родена во Скопје, а мајката на мојот татко е по потекло од Велешко. Значи, двата родители ми се родени од Скопје. И ме прати баба ми да однесам ракија са бајле, бев кај неа на гости. Влегов во еден двор и видов ковчег со мртовец. Може би сум имал тогаш 6-7 години. И тој шок бев сам во дворот, додека некој не се појави, мртовечкиот ковчег беше отворен. И потоа со денови размислував зошто луѓето умираат. Зошто да се умира? Па нели е тоа абсурдно? Зошто да умрам? Зошто? Интересен момент. Тоа се тие потикнувачки прашања. Потоа зошто морам да јадам материјална храна секој ден? И оние потоа се тие прашања зошто морам да учам некои работи кои не ми се допаѓаат. Она што го е одлика на христијанството на Исус Христос и Таткото Небесен е слободна волја. Значи мораш ти од срце да поверуваш. Затоа многу луѓе стојат само на едно место, знаат за Исус, но не му припаѓаат на Исус. И тоа чувство ме доведе до состојба да сум изгубен во овој свет. Несреќен, веројатно имав немир. Знаев дека постои духовен свет од нараните фази. Се сеќавам овде во Маврово, во Мавровската црква. Беше еден мајстор, мислам, од Жировници или од Ростуше. И мачкавме тука, јас требаше да останам да спијам. Сам тој ми раскажуваше за оджата, за духовен свет, за состојби. И цела ноќ сеќавав допир по нозете. Се разбира напади во сон, давење, гушење да ти го земе здивот. И други сатански напади се случуваа, знаев дека постои невидлив свет. И така живеејќи почнав и да пијам во една фаза. Дојде моментот да рипнам од балкон, да се... Не можев да најдам смисол. Се оженив. Завршив основно средно, се запослив на факултетот за драмски уметности. Потоа, покасно докторирав и магистрирав на теми од обред до театар, посебно докторскиот труд, каде што истражував како зборот практично може да те исцели. Истражував кај тројца луѓе, ќе дојдеме до тоа. Се оженив, имав 2 деца, но сепак дојде до
до тоа состојба да изгубам се, да се разведам по кавги во несреќи. Комплетно пораз. Се разбира со доза на доста пиење алкохол. Додека бев во Лондон еден период, пробував и разни форми на дрога, марихуана, хашиш, луѓето не знаат што да прават, бегаат од овој свет. Гледаат дека во светот нема љубов, нема правда. И така, знаејќи дека ме напаѓа невидлив свет, Таткото Небесен Исус ми праќа постојано луѓе кои имаат некакви предиспозиции дека постои тој духовен свет. Например, имавме една жена, наша сотрудничка пријателка, тетка Мира, која исто така работеше разни техники. Таа не спои со мојата сопруга Стенешна Марија, со која имаме духовни деца и ја водиме оваа заедница сотрудници. Значи, клучното прашање што барам овде, неприпадно, зашто луѓето немаат љубов. Не сум од овој свет, не сум од овде. Значи, пиење, осуда, агресија, блуд, дрога, ги запишувам овие работи, бидејќи сум ги развеал на 500 и нешто завети према 600. Бев женет со 2 деца и носев проклетство, например. По женската страна на првата сопруга, може би и по мојата страна, проклетство, знаете, каде што се случуваат одредени непокајани состојби, ти се материализираат, например, умираат машки деца, умираат женски деца, немате деца, имате психички проблеми, пренесуваат ракови и болести, разни телесни болести на непокајан грев. Значи, знаев дека има невидлив свет, не знав да се бранам и се молев, Господи, дај ми. И така ние некако потоа наедно се најдов во друштво со 4 луѓе, тетка Мира која работеше разни техники, значи беше христијанка православна, но работеше и други техники, тоа не може да функционира така. Со биоенергетичарот Ѓорги Филев, исто така бев добар пријател. Дојдовме тогаш до мастер Константин Кајшаров, до Штет Златко Давидковски од Режановце и во еден период кога го пишував тој докторски труд, јас ги истражував практично, ги гледав состојбите како луѓето по извесен период кога ќе се поклопи некоја законитост се исцелуваа. Видете, нашата тетка Мира работеше со теспи, значи оџи, дервиши, исцелителни води, манастири, сето тоа поминуваше. Еден од тие настани кои повеќе пати Господ Исус Христос ме враќаше од работна смртта. Повеќе пати паѓање, давење, рипање, удар со кола, судир, разни форми на ситуација. Се сеќавам од 3 метра удри струја, паднав на нозете во станот на моите родители, каде што веројатно имаше магиски дејства. Од тело или без тело, не знам, паднав долу и не ми беше ништо. Сум паѓал од големи височини, сум се давел неколку пати и сега тетка Мира ми вели, значи она што ни беше кума, Бог да ја прости, почина, се надевам дека е во Царството Божие и се покаја на крајот. Еден ден сите ќе се собереме таму, без разлика што вие мислите дека овој свет е нетраен, овој нетраен свет има рок на траење. Требаше да додам за Охрид службено и ми вели, гледам таму карпа со заби, не влегувај во море, во езеро, кај што има карпи. И го заборавив тој настан, требаше да се заминеме, бевме во Велесто, човекот што требаше да не вози испи премногу и отидовме да спиеме повеќе. Не дозволи да ја возам јас автомобилот, бидејќи беше нов, сакаше тој да го вози. И додека тој спиеше и се трезнеше на плажата, јас влегов во езерото и се случи тој момент. Значи, отидов, испливав, беше мојот брат Четигор, но тој ништо од тоа не гледа и не слуша. Ме фати некој ме тегне во водата. Ме тегне долу, му викам, пушти ме, не те пуштам. Значи, разговарам со духовниот свет. Пушти ме, не те пуштам. Кој си ти? Кај мене си на список. Не сум на список, имам да завршам уште некој работа. Ме тегне водата, ми доаѓа до очите. Тонам. И тоа што знае во тој момент, 3 молитви на памет ги знаев. Ангеле свети ти ја просветлаш православниот молитвени. Кажувам ништо, тонем. Богородице Дево, радувај се, тонам. Оче наш кој си на небесата, тонам. И се сеќавам нашата кума тетка Мира, кога помагаше на луѓе, се разбира со разни техники кои е вон христијанството, знаеше да каже Пресветла Мајко Божја спаси ме, но јас се памтам таа интонација бидејќи предавам сценски говор и сум професор на факултетот за драмски уметности, силата со која повика. И тогаш јас повикав спаси ме, значи видов дека заминувам, готов бев, кај мене си на список, не сум, имам уште да доработам, ми се појавуваат слики дека го напуштам светот, до очите ми дојде водата и крикнав Пресветла Мајко Божја спаси ме, Пресветла Мајко Божја спаси ме.
3 пати и рака Божја ме донесе до брегот и дишам вака. И потоа тетка Мира ми рече застани пред иконите, толку знаев, тогаш клекнав, се покајав и од тогаш почнав да размислувам дека не сум дојден овде да си го трошам својот живот. Потоа знам дека Исус и да не го повикате директно од срце Боже ако те има или кај си Господе ќе ти се појави од срце кој повикува и потоа ми се објави. Јас знам дека ме спаси Таткото Небесен Исус Христос кој се еден дух, едно тело и ние треба да се вратиме таму. Потоа почнав да го барам како да се борам со тој невидлив свет. Значи дојде тој развод, разделба, комплетна пропаст. И барајќи како да се бранам, горе што се молет, покажи ми како да се бранам од тој невидлив свет кој ме напајаше. Бидејќи бев свесен дека е тука. Дојдовме кај, влеговме да го пишувам и тој докторски труд, кај мастер кај Шаров, потоа тој премина во христијанство. Денес има друга титула. Ги благословувам сите тие луѓе со кои се работував. Таму работевме кај него 3-4 години на исцелување и истерување на демонски сили. Знаете, претходно има визија дека од рацете излегува огнен меч и дека ги сечам прангите што сатаната ги фрла врз луѓето и ги врзува за светот. Работевме таму и имавме разни искуства на исцелување со демони, изгонување демони. Демон кој ти се заканува, ќе те убијам, ќе те проколнам, ќе ти направам ова. Или човек кој не можете да го додржите. И тогаш духот кога ќе те водите и му велиш на увото во името на Господ Исус Христос да не си мртнал, не викна еден ден на терапија, се сеќавам добро. Брзо доаѓајте, не можеме, ние 2-3 дена работевме, вторник, среда и четврто. Беше некој голем човек, 10 души не може да го држат демоните, фрлаа се. Влегов и му шепнав на умот, духот ми го кажа, да не си писнал и да не си мрднал во името на Исус, додека не ти кажам, ќе те столчам со огнен меч, ќе те пресечам. И стоеше, ми кажа, што му направи на човекот? Ништо не му направи, духот ми покажа. Те сакам, Господи Исусе Христе, и тие искуства на изгонување. И потоа, после таа заедница, излеговме од таму. Сега ќе променам батеријата. Излеговме од таму, но го имам тој момент, бев во Ерусалим еден ден, одат таму луѓето, тоа е место каде што те поттикнува, оти гледаш разни луѓе, црни, бели, жолти, сите плачат и викаат за Исус. Се сеќам еден човек од Сирија, јас се молам таму на едно од тие места каде што тие зборува дека Исус престојува, нели? Јас зборувам за духовно престојување, нели? Ме крена еден човек, ми га, јас сум од Сирија, ме убиваат, ама ние победуваме со Исус. Се сеќам на тој момент. Положувале луѓе раце врз мене 2 пати, ме капеа во базен, немаше никакво крштение, немаше. Вистинското крштение е кога срцето ти е право. И јас се возам во Ерусалим со автобусот и во длабока молитва го прашувам, Исусе, што треба да направам? Тогаш се уште не знам дека треба да викам татко, татко, татко. Што и да побарате од мојот отец во Исусово и во моје име, вели Исус ќе ви се даде. Што да направам за тебе? И тој ми вели како апостол Павле. И тоа беше за мене шок во автобусот во Ерусалим. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, како апостол Павле, и првото чувство ми беше страв, бидејќи добро ги знам оние стихови каде апостол Павле били 3 пати бев тепан, мачен, давен, убиван, тоа се исплашив, признавам. Како што апостолите се исплашија, немаа дух, се разбегаа кога Исус го распна, па чекаа 50 дена да го прима духот, значи не се прима така дух лесно, ме потопуваа во вода еднаш, 2 пати ми положуваа раце, немаше никаков ефект од луѓе кои мислат дека имаат дух. Ме праша еден водач на заедница дали си крстен во Свети Дух. Јас и денеска не можам да го кажам тоа, Христов војник, јас реков крстен сум во љубовта Исусова. Јас му припаѓам на Исус Христос. Знаев внатре во себе длабоко уште од почетокот дека некаде кога ќе одам во пензија, ќе му служам на Господ и мислев ќе одам во некој манастир, ќе си седам таму на мир, ќе си се молам, ќе си уживам. Не, ние зборуваме за работа. Да бидеш ловец на луѓе, работа. И значи во Ерусалим повторно влегувам, ме крстат во вода, ме потопуваат, односно те капат по баптизо, значи да те искапе, но се уште немаш дух. После еден ден или 2, одиме во црквата на Преображението, мала група луѓе, меѓу кои бе Васил Петров и тогашната негова сопруга, Васи. Беше Јана, се сеќавам, од кај денеска се тие припаѓаат кај Кешаров. Беше неговиот братичет, Лазе,
тие ги памтат, мала група, влеговме во една црква на преображение, каде Исус се преобразил. Тој дел го држат муслиманите и муслиманот беше нервозен, ги бркаше тие. Ке влезат тримите, ајде, излагај. Ние влеговме, слезе духот, почнахме да плачеме и да пееме. Силен дух слезе врз сите тие луѓе. Влезе муслиманот, погледна и вака остана. Не остави. Јас не знам колку седавме таму, дали седавме еден час, два дена, времето застанува. Во духовниот свет нема време, простор и свест, се е едно. И кога излегувам од таа црква, сликано е со фотографија. Излегува гулап над мојата глава. Тогаш примив силен дух и не можам да сопрам да сведочам за Исус. Значи, тоа е припадност како да се предадеш во негова собственост. Преображение. Некако што сакам јас. Тогаш сведочев на плажа во авион и така натаму, па ме обвинија зашто сум се молел во авион, зашто сум сведочел на аеродром, зашто, затоа што јас му припаѓам на Исус Христос. Мојот татко не сопира да работи. И така почнавме, сега ние излеговме од таа заедница заради некои состојби. Значи тој ми вели, кажи му на човекот, на пасторот, јас му кажам, тој се дере, и му реков, татко, дај ми друга служба. И почнавме ово да го работиме на еден голем собир, исто така христијански, стана еден, кажував стихови, ме вадеа како актер да зборувам стихови. И тие се ќаваа во духот, често одев во методистичка црква во еден период, и таму ме викаа да, и во Прилеп, и во Скопје, кај братот Лазар, да зборувам стихови, тие се ќаваа дека духот доаѓа. Прв пат по Прилеп, кога во евангелска црква кај ромите носевме некои дарови, да кажам нешто, од мене ми се пресекоа нозете. Јас знаев неколку евангелија на Исус на памет, не знаев ништо друго. А тие колку, значи, податоци, евангелистите се на тоа, што било, како било, кој стих каде, знаат се, јас излегов и кажав неколку стиха и сите паднаа на колена, условно да речам, се тие присуство на дух. И ти сваѓаш, не е битно колку зборуваш, дали духот зборува низ тебе, дали си ти еден дух со него. Тоа е целата суштина. И така ме благослови еден проповедник од Норвешка. Овој човек ме извади, ме фати горе, треба да проповеда на телевизија и потоа ние напуштивме таа заедница. А тие рекоа, амин, може би не веруваа. По една недела бев во Маврово, за една снимив 3-4 завети. Овде со камерата, без Библија, без ништо, од срце зборувајќи, ти се првите 3-4, до 10 другите завети снимени се во Перт, во Австралија. Меѓу кои црквата на Весли, основачот на методистичката црква. И тоа почна да сетиш, дури и Марија тогаш викаше, ама за кого ги снимаш, што снимаш, како снимаш. Јас секако имав термин во телевизија да го благослови Господ Исус Христос, Џорџ Атанасовски, македонски работи снимав и почнав да ги пуштам заветите на сонце. Не рече ништо, значи виде дека тука има, се разбира, Македонија е поврзана со Исус Христос. Јас си велам дека Исус е цар на македонците, тој е царот, тој не запишал, тој не именувал, тој ни дал име да го повикаме. Значи, децата го повикуваат својот татко, ако не го познаваш, како можеш да го повикаш. И сега, ете сум јас во оваа служба, почнавме, значи, со тие завети кои одат на телевизија Сонце, на 2 радио во Австралија, на едно интернет радио во Македонија, Space Radio, кои го слушаат доста луѓе ме препознаваат по тоа. Сега почнаме да ги снимаме и проповедите и еден ден Марија ми вика, ајде да пееме песна, имам да направиме, а ние во претходната седница водачот беше песно пеец, практично претходно беше пејач и тој пееше така убаво и на тоа луѓето сакаат, значи издуваат. А тој дух станува баханалиски Дионисов се до моментот дека Исус не влезе во твоето срце. Го немаше тој мир. И јас реков, манден, ти таму се пееше, на друго место, замина таа седам на компјутерот и слушам глас ме сатресе, се сум ти дал, синко. И замислете, слегува после 3 песни и денеска имаме преку 60 песни, некои од нив ги гледаат по 1000-2000 луѓе, без никаква реклама, песните се снимени на телефон. Слава ти Господи Исусе Христе, на телефон со една гитара. Заветите почнаа, книги, радија и потоа ти добиваш секој ден, секој пат добиваш поука, тој е учителот, тој те води, он да зборува низ тебе, да го научиш тој принцип. Да ги научиш принципите, да ти даде сила да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш, да ја прифатиш неговата волја, да се покаеш за гревовите на твоите неговите предци. И потоа ми даваш и разни визии, например, визија вака одиме надолу, сиви луѓе влечат торби, носат, одат надолу долница, јас држам некого за рака, една од визиите која ме затресува. И викам, кои се овие луѓе, што носат? Ги носат своите гревови, одат надолу некаде.
Jaz držam nekoga za raka, ne možem da vidim ko je, mi se ispušti i vikam čekaj, docna je veke, za da razmisliš koga nego je tuka, da li treba da mu svjedočiš ili ne. Znajte, druga vizija, paka jedan vrtlog, znači ne spijam, nagore angeli odat ljudje to pejat, se raduvat gore Isus Hristos. To je u ist moment. Druga vizija, svet se raspaja kako slagalka. Se raspaja, 3-4 dana ne može da se smiram. Gori planini se rastura, ljudje to vreska, ti si loš Bog. Pušti ne caka me doma i to gi vraća doma u materija. Dno na okean. Pazete, pliva duši kako kesi svesni za sebe, gore poglednuvam, znači milenijum godini, večnosti, što gi vikame nije večer, ne samo Bog, drugite se minula promjena. Isus peje su angeli te gore. Koga mi tekne koliko vreme ki im treba da se vratat i taka natamu, druga crkve vidite naskoro čiji se crkvite mi veli. Da li crkvata je na Isus Hristos? Da li je zapišeno u duhovni od kataster? Da li ti si njegova sobstveno se važni momenti? Dojde COVID, ti je počna da zboruvat za vakcinite, da go primat život nad zverom, isceluvanja vo sile Isusova. I ja stogaš ostanuvav posostojevati. Nimavme jedna soba rekjajka, izletavme od Sokolata, so moj brat še predodedam po hristijanstvo. Sam da vi kažem koja je stepen od kako čovjek za da primi sila i služba što je potrebno. Sletavme, bevme navečer, ne puštio da spijem zato što ja kažav nekoj raboti. Beše politički sober, što ne se dobri, sprotivni na liderot. Me ostavija navečer u 3 sat po zamrznat sa ovaj sneg, da patuvame. Bevme vek ispile po jedna čaška alkohol. Sletavme vo Endek, bratučilo beše sa mnom, misleše da ostaneme tamo, izmeri ne, izlegov na pato, se pomolив na Gospod, prati luja, kačiv me koloti, dojavne ovog veles, toga što je ušte bev pravoslaven pa jedna crkva. Čovjeka što je otvori crkva, da kaže se najdonije mošti ako se sekjavate. Sveti Nikola, mislim, beš po stari otpad, a za veles nake kavadarci. I to mi vika, au, ti si vika, na svega da kaže, tebe сега, ako ti reče Gospod, Bos po trnje ke trneš nagore, a na vrtme ke ti si dobar, a ti razmisluvaš malko. I kažem, celiot momente, ostavi se zemno i vrvi po mene, da li si po toj momente. I сега, kako dojdov do Isus, pa imav žetbe svesen deka ovde ne pripada. Ja znam deka imam tatko na nebesata, deka Isus je moj Gospod i Spasitel. On mi dava sila, on mi dava život, zdifi se možem su Isusa. Ponekога šlegova takva sila što možeš zemljata da je fatam i da je rasparča. No nego pravam to, a to me vodi. Znači jedan angel go može da pobedi se, arhangel Mihael go pobedi satanata, no ovde na zemljata mu reče Isus da te ukori. Najvažniji moment je kako ti da mu je predadeš sobstvenost na Isus. Da se pretopiš vo njegovata ljubav. Той da zborува, той da gi vrši delata, той da iscelува. Той da te nauči da pobeduješ sa ljubavta. A ti, brati i prijatelje, ovo je realna sostojba, možem da vi raskažem mnogo čuda, kako počnem da me uči, me boleše koleното ili me boleše grloto, temperatura i počnem da povtorim, ja sam zdrav u Isusa Hrista, su raniti Isusovi su mi iscelen, su ranili po 2-3 sata, bolest iščezna, ovdje napravljen imaše napad na demon, mirisaše vo sovata. Po jedno od sovita otidov gore, zemlja Biblija i rekao, tatko, ja sam tvoj sin Isuse. Jaz ne odstapuvam od desната strana vo sila, izlezi, moraš da izlezeš ti što mi sozdavaš, miri se zatrese sobota. I izleze, ne brgo, po izvesen period. I така počnem da me vodi mu dozvoliv, da me vodi, ne ja što sakam, znači njegovata volja, njegova je silata, njegova je carството i njegova je slavata. Ете, brati i prijatelji, imаме сега mala grupa sotrudnici. Вторник, четврток, недела имаме обрски се молим, имаме сотрудници кои слушаат со срцето од глувата популација, Марија преведува. Имаме повеќе сведоштва снимени и ова се движи и расте, значи филтерот е ако е нешто од луѓе ќе пропадне, но ако е нешто од Бог, не можеш да го сопреш. Ние сме црква регистрирана на Божиот катастар горе на небесата. Собственик на црквата е Исус. Нема друга црква, една црква, еден пастор, едно стадо. Ако имаш било каква потреба, можеш да не побараш. Ние сме сотрудници чии имиња сакаме да бидат запишани, се запишани, тој знае од тело или без тело. Ако од срце сакаш да работиш за Царството Божие, чии имиња се запишани во книгата на животот, ве благословува во мир, љубов, сила, да клекнеш на колена. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајувам за секој грев.
Кажи ми што не сум покајал и простувам на сите, покажи ми кому треба да простам. Не осудувам, покажи ми. Се покајувам за гревовите на моите предци, ја прифаќам Твојата волја, Ти го давам срцето, дојди во моето срце. Да се родам во духот, да победам со љубовта, да останам во љубовта. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Луѓето сакаат на земјата да живеат вечно. Ова на земјата е минлив, овој свет е минлив. Вечноста е љубовта на Таткото, тој е љубов, тој е вечен, се друго е подложно на промена. Од земјата до небесата со силата Исусова, напред, за секогаш Исус, во секое срце Исус. Амин.